Денешната обука ќе го обработи модул 5, чијашто тема е резултати од проектот, евалуација и дискусија. Првата единица од денешниот модул е материјали од проектот Аутизам ИНП. Во склоп на оваа единица, магистар Ивана Василевска-Петровска ќе одржи предавање на тема ИНП систем за лица со аутизам, алатки за проценка, замена, транзиции и ИНП систем и потоа Весна Филиповска ќе одржи предавање на тема алатки за планирање на животот. Последното предавање во склоп на оваа единица ќе го одржи професор доктор Владимир Трајковски на тема Упатство за фацилитатори за индивидуално насочено планирање со лица со аутизам. Втората единица е евалуација на курсот и дискусија. Оваа единица се состои од модел за евалуација, која ќе одвоиме околу 15 минути за сите да го пополните формуларот за евалуација за обуките кои што ги имаме подготвено, кои што заедно со присуството на останатите 3 модули, односно останатите 2 и овој модул, е потребен услов за да можете да добиете сертификат. И на крај следуваат активности за рефлексија и работа во групи кои што ќе ги презентира магистар Ивана Василевска-Петровска. После секој излагање ќе отвориме дискусија и сите вие ќе можете да се вклучите и да поставите прашања. Темата на денешното прво излагање е ИНП систем за лица со аутизам, алатки, проценка, за мене, транзиции и ќе го одржи магистар Ивана Василевска-Петровска. Повелете. Добар ден на сите. Се надевам дека сте добро. Драго ми е што повторно сме тука во исто така голем број. Се надевам дека и неколку од учесниците кои што во моментот не се тука ќе ни се придружат наскоро, еве има луѓе се уште влегуваат. Би ве замолила да со помош на некои од реакциите кои што ги имаме во прозорчето на четот или овие реакции невербални, да ни покажете дали сте спремни, дали сте подготвени, дали може да започнеме со првата презентација од денешната последна завршна сесија, на која што голем акцент ќе ставиме на рефлексија, на вашите впечатоци, на размислување за тоа што поминавме до сега и какви придобивки имаме од оваа обука. Сега ќе го споделам екранот. Слободно продолжете да го пишувате вашето име во четот, затоа што ни е потребен тој список. Добро. Значи, започнуваме со последниот модул, резултати од проектот, евалуација и дискусија. Ќе ве замолам микрофоните. Пред да почнеме, гледам дека има крената рака, сигурно беше погрешка. Во било кое време, ако имате нешто да кажете, да се вклучите или да прашате слободно, нема никаков проблем. Значи, пред да започнеме со оваа единица, овој дел од првата единица, да се потсетиме, би сакала малку од каде почнавме, што се поминавме низ овие 3 сесии и секако самостојната ваша работа и каде се наоѓаме во моментот. Започнавме со воведот во индивидуално насочено планирање, што го обработивме во првиот модул. Зборувавме за историјата и вредностите, иновацијата на овој пристап наспроти традиционалното гледање на попреченоста. Разговаравме зошто да се користи пристапот за индивидуално насочено планирање, кои се неговите придобивки, и во втората единица од модулот зборувавме за социјалните аспекти на индивидуално насоченото планирање. Организацијските промени, зајакнување на животните можности, рушење на културните и историските бариери и на особено важниот дел за справување со ризик и овозможување на ризикот. Во вториот модул, кој што беше наменет за самостојна работа, се обрна внимание на бариерите во процесот на индивидуално насочено планирање за лицата со аутизам. Овие се однесуваат на
бариерите што произлегуваат од делумно од самите карактеристики на аутизмот како состојба, но и секако во интеракција со организацијата во околината, односно со условите кои што ги нуди средината како основен предуслов на социјалниот начин на перцепција на попреченоста. Во втората единица на овој модул зборувавме за психолошката и педагошката поддршка како неопходна помош и систем и процес за помош на лицата со состојби од аутистичниот спектар. Во третиот модул зборувавме за процесот на индивидуално насочено планирање, кои се улогите и одговорностите на лицата вклучени во процесот, фасилитаторот секако и кругот на поддршка. И понатаму зборувавме за позитивните пристапи и методологијата, конкретно за начинот на проценка, креирање на личниот профил, понатаму подготовка на формуларот за мене и организирање на состанок за МАП или ПАТ. Во четвртиот модул, кој што пред еден ден го споделивме во групата, и се надевам имавте прилика да го видите, се обработени транзициите како начин на имплементација на методологијата на индивидуално насочено планирање. Во првиот дел се зборува за планирање на транзиции, понатаму транзициите и нормалноста, постоење во рамки на заедницата, самоопределување на лицата со аутизам и напредување во процесот во смисла на проценка на планот и ревизија. Денес исто така ќе обрнеме внимание на транзициите од аспект на алатките што се создадени во рамки на проектот индивидуално насочено планирање. Еве, тука се наоѓаме во овој момент денес, петиот модул, резултати од проектот, евалуација на обуката и една општа дискусија за вашите впечатоци. Во првата единица зборуваме за материјалите изработени, подготвени во рамки на проектот кој што траеше изминативе 3 години. Во првиот дел започнуваме со системот за индивидуално насочено планирање за лица со аутизам. Тоа е првата публикација од овој проект која што во себе ги содржи алатките за проценка, формуларот или образецот за мене и алатката за планирање транзиции. За тие ќе зборуваме сега во првиот дел, додека во вториот дел ќе продолжиме со алатките за планирање на живот, а во третиот дел од оваа единица ќе ги представиме и упатствата, односно публикацијата водич за фасилитатори на индивидуално насочено планирање со лица со аутизам, а веќе во вториот дел ќе зборуваме, ќе направиме една евалуација и следуваат некои интересни активности за рефлексија и работа во групи и секако на крајот дискусија и затварање на обуката. Кога зборуваме за системот на индивидуално насочено планирање, односно првиот резултат, првата публикација подготвена во рамки на овој проект, важно е да почнеме од методологијата, односно при изработката се потправме на неколку работи. Прво направивме истражување на добри практики, понатаму следуваше и теренско истражување и пилотирање на алатките кои што беа подготвени. Истражувањето на добри практики го направи секој од партнерите во проектот. Секој од нас истражуваше, односно обработи една практика на национално или интернационално ниво. Анализата на секоја практика се заснуваше на следниве параметри: инклузивен пристап, соработка и вмрежување, индивидуално насочена стратегија, животни области во фокусот на индивидуално насочено планирање во однос на сместување, финанси, слободно време, здравје, вработување, образование, врски, превоз и безбедност, при што секоја од овие практики можеше да се одвесува или да опфати еден или повеќе од овие домени кои што ги спомнав. Понатаму мешавина на услуги, методите на консултации кои што беа карактеристични за таа практика, индивидуализација на понудата, типот на корисници, односно кои се корисниците на таа услуга, каков е пристапот, прифаќањето, вклучувањето на корисниците и истражувачите од секој од партнерите во овој проект направи проценка на една таква практика. Понатаму следуваше и теренско истражување. Целта на спроведеното истражување од една страна беше да ги идентификува честите средински
пречки во учеството со кои што се соочуваат луѓето со состојби од аутистичен спектар од една страна и од друга страна да ги истакне факторите што го олеснуваат учеството и да ги поддржи стратегиите за надминување на тие пречки. Како резултат на одите од истражувањето можат дополнително да придонесат кон индивидуалниот пристап со специфични информации за лицата со аутизам. Истражувањето се одвиваше во 6 различни земји, во Бугарија, Кипар, Грција, Италија, Македонија и Романија. Учествуваа вкупно 127 учесници од 4 различни групи. Млади со аутизам, родители и членови на семејствата на лица со аутизам, наставници и друг тип на професионалци, кои што вклучуваше практичари со искуство во работата со лица со состојби од аутистичен спектар од различни дисциплини, специјални едукатори, социјални работници, психолози, терапевти, советници. Ќе ве замолам само микрофоните да ги исклучите. Треба да се напомене дека обезбедените податоци се однесуваа на лица со аутизам кои што имаа потврдена диагноза од релевантно медицинско лице, односно стручен клиничар или доктор. Ние не се обидувавме да ги потврдиме независно диагнозите на аутистичен спектар на нарушување. Ова теренско истражување го спроведовме со помош на прашалник, чија што главна цел беше да се соберат повратни информации од луѓе кои се во аутистичниот спектар или се членови на кругот за поддршка на овие лица за ефективноста, односно неефективноста на практиките што секојдневно ги користат за да се справат со специфични однесувања, проблеми и секако нивни коментари или секојдневни обсервации. Ги вклучивме темите на вознемиреност, или стрес, чувство на стрес. Ќе ве замолам да ги исклучите микрофоните и некој од колешките може и да ги мутира. Значи, во однос на прашалникот опфативме неколку теми кои што се однесуваат на проблеми што ги имаат лицата со состојби од аутистичен спектар, кои што се веќе и добро документирани во литературата, од типот на вознемиреност, стрес, чувство на страв, понатаму тешкоти во социјалната интеракција, изолација или осаменост, цензурни проблеми, проблеми со емоционалното разбирање и изразување, конфликти, агресија, избегнување на задачи или здодевност, повторливост и неистрајност, туку рестриктивно и репетитивно однесување, проблеми со меморијата, тешкоти со управување со времето и организацијата, организацијските вештини, пика и други проблеми, една посебна категорија која што беше оставена отворена за да видиме дали постојат и други проблеми кои што не сме ги опфатиле. Секоја од горе наведените теми ја обработивме од 4 димензии, дали моментално некаква поддршка постои, дали се спроведува некаква интервенција во однос на таа конкретна тема или тој конкретен проблем, што е тоа што функционира, што не функционира и што е потребно за да се помогне. Што добивме како резултат? Една од главните фактори кои што се пречки на социјалната партиципација и инклузијата на лицата со попреченост, односно лицата со состојби од аутистичен спектар, се анксиозноста, лошото емоционално изразување, односно потешкотиите во емоционалното разбирање и емоционалното изразување, тешкотиите во социјалната интеракција и комуникација и изолацијата и осаменоста. Тоа се главните фактори кои што ја попречуваат вклученоста на лицата со состојби од аутистичен спектар во нивните заедници, како и главните бариери во процесот на планирање на живот за мнозинството на луѓе со состојби од аутистичен спектар кои учествувале во нашето истражување. Процентот на лица кои што имаат анксиозност во нашиот примерок е значително поголем во однос на општата популација или она што се претпоставува во литературата. Значи 87 наспроти некои очекувани 11 до 42%, што навистина е огромна разлика и укажува на тоа дека анксиозноста е една исклучително превалентна придружна состојба
кај лицата со состојби од аутистичен спектар. Генерално, 1/3 од нашиот примерок се соочуваше и се уште се соочува, за жал, со значителен недостаток на неопходна поддршка, според нивната перцепција. Значаен број на лица во нашиот примерок немаат поддршка во социјалната интеракција или во комуникацијата, околу 30%, нешто помалку од 30%, и во изолацијата или осаменоста, повеќе од половина од испитаниците. Истражувањето откри дека најзначајни се две категории на пречки во комуникацијата и пречки во ставовите. Пречките во комуникацијата се должат секако на потешкотиите што ги имаат лицата со состојба од аутистичен спектар, но и се должат на неорганизираноста и неподготвеноста на средината да излезе во пресред, значи недостатокот на алатки и системи за алтернативна и аугментативна комуникација, како и таков пристап во нашата работа во секојдневните услуги, вклучувајќи го и образованието, а за жал исто така и во специјалната едукација и рехабилитација. И секако пречките во ставот, кои што генерално се однесуваат на предрасуди, негативни ставови, премали или преголеми понекогаш, иако најчесто премали очекувања од лицата со аутизам, особено оние кои немаат развиен говор, кои што повторно ја потврдуваат на оној социјален начин на гледање на попреченоста, каде што едноставно состојбата на попреченост зависи, е всушност одредена од интеракцијата на личноста со нејзината средина и го потврдува влијанието на средината, но во никој случај не ги минимизира и личните фактори, односно факторите на аутистичното нарушување. Како резултат на тоа, ограниченоста на социјалното учество на лицата со аутизам продолжува и оваа ситуација може да се промени само со обезбедување на соодветни можности и соодветна поддршка за лицата со состојби од аутистичен спектар. Од истражувањето кое што го спроведовме во текот на овие 3 години успеавме да објавиме и 3 проекти во различни списанија. Првото го објавивме во Journal for Reattached Therapy и Developmental Diversities. Тоа беше во 2019 година, понатаму во 2021 година објавивме еден труд кој што се однесува исклучиво на примерокот од македонската популација. Тој беше објавен неодамна во списанието на Факултетот за педагогија во Педагошкиот универзитет во Краков во Полска, и последното списание, последниот труд кој што се уште е во фаза на печатење, но набрзо би требало да излезе, е во списанието Advances in Autism, и тоа исто така неодамна го беше примено за публикација. Да се навратиме на системот за индивидуално насочено планирање. Оваа публикација исто така наскоро ќе биде достапна на веб страната на проектот autismholistic.eu. Овде подготвивме во оваа публикација една кутија со алатки кои што ќе ни послужат во имплементација на процесот на индивидуално насочено планирање. Тоа се алатката за проценка, профилот на личноста, алатката за проценка и овозможување на ризик, алатката за мене, алатката за планирање на транзиции и алатката за планирање на живот. Некои од овие ги видовме на претходните предавања, некои ќе ги видиме во вториот дел, а во овој дел сега најмногу би се осврнала на алатката за планирање на транзиции, меѓутоа ќе ги видиме сите едно по едно, односно ќе ги представиме во форматот преведен на македонски јазик. Алатката за проценка ја видовме. Тоа е формулар кој што има функција на некој начин како документ за лична идентификација, се состои од различни делови, почнувајќи од генерални информации па се до деталните карактеристики на личноста, и во суштина представува колекција на сите неопходни информации кои треба да ги имаме предвид за време на процесите на индивидуално насочено планирање, на транзиции и планирање на живот. Алатката за проценка на ризик е многу важна алатка, која што овозможува поединците да имаат избор за тоа што сакаат да прават во нивните животи, како и
да станат, да бидат активен дел од нивната заедница, овозможува тие да ги постигнат своите цели и аспирации на еден безбеден и структуриран начин. Тоа е клучна алатка за олеснувачите и за поддржувачите да размислат за активности што ќе го намалат ризикот, да ги покажат своите размислувања и да ги советуваат, да ги информираат плановите за поддршка во различни ситуации. Оваа алатка овозможува и намалување на ризиците од штети преку размислување за активностите и вежбање, односно подготовка на различни системи и активности за поддршка што ќе овозможат работите да се случуваат во согласно со вредностите во процесот, согласно со вредностите на индивидуално насоченото планирање и индивидуално насочениот пристап, колку што е можно повеќе. Алатката за мене, исто така ја видовме во претходните сесии, таа е еден образец кој помага да се соберат голем дел од информациите неопходни за формуларот за проценка и главно се фокусира на субјективните преференции на аутистичната личност. Сега одиме на транзициите. Во системот за индивидуално насочено планирање, алатката за планирање транзиции опфаќа и краткотрајни и долготрајни транзиции. Исто така, нешто повеќе за дефинирањето на овие транзиции во претходните модули и не би сакала сега да се повторувам и да посветуваме големо внимание на тоа. Меѓутоа, важно е да се има во предвид дека оние краткотрајни транзиции може лесно да се разликуваат од долготрајните заради тоа што тоа најчесто се којдневни, може да се однесуваат на посета на пријатели, одење на доктор, одење на одмор. Ако се однесуваат на училиштето, тоа се оние премини од еден кабинет во друг во предметната настава, премини од училницата во салата за физичко. Понатаму, кога се нарушува рутината, кога доаѓаат гости на часот и така натаму, додека оние долготрајни транзиции понекогаш може да се поистоветат и со планирање на живот, затоа што некои од нив навистина се значајни промени во животот на лицата со аутизам, како на пример преминот од основно во средно училиште и понатаму од средно во повисоко образование или стручно оспособување, едноставно премин од училиште кон зрело доба или независно живење. И тука треба да се внимава дали да се користи оваа алатка за долготрајни транзиции или пак да се користи планирање на живот. Алатката за планирање на транзиции во суштина е табела или еден образец кој може да го видите на слайдот. Поделена е на одредени повеќе категории кои помагаат да се идентификува конкретната задача која што ја имаме. Низините ризици преку потреба на алатката за проценка на ризик, идентификување на мотиваторите, дефинирани во претходните алатки и користејќи ги сите овие информации се прави план заснован на истите. Планот за транзиции содржи задолжително предструктура, значи една организација што би требало да направиме пред да се случи самата транзиција. Например, ако се работи за патување или користење превоз, како да отидеме некаде без предизвикување на ескалирање на однесувањето, да се направи една ориентација на личноста на детето или лицето со аутизам, да се направи сетилна проценка, обука или тренинг, едноставно подготовка за патување, запознавање на лицето за евентуалните одложувања во транспортниот систем, можните сообраќајни метежи и успорување во сообраќајот. Неодамна прочитав еден напис од мајка на возрасно лице со аутизам, која што објаснува низ какви потешкоти поминала на почетокот, додека ги сватила сензорните предизвици на своето дете, додека се возеле во автобус, секој пат кога автобусот ќе застанел на семафор или кога имало гужва или на улиците, детето доживувало страшни тантруми, се фрлало на земја, врискало, извикувало, вози и така натаму, и тоа навистина било предизвик за мајката и да се справи со сопственото дете, но и да се соочи со погледите на сите околу неа. Така што сензорните сетилната проценка е многу важна за да
за да го разбереме однесувањето и за да можеме полесно да се справиме и со погледите од страна и да можеме сами прво пред себе да си објасниме, а потоа и да најдеме начин како тоа да го превенираме, да го спречиме, да го ублажиме. Понатаму безбедноста во сообраќајот ако се движи лицето пеш, да може да идентификува знаци, стратегии, да може да користи стратегии за преминување улица, што да прави кога ќе се смени рутата од некоја непредвидена причина, бидејќи не можеме секогаш се да предвидиме тоа, мора да го имаме предвид. Како да постапиме во итен случај, односно лицето како да постапи во итен случај кога ќе се збуни, ќе се загуби и така натаму. Во таа смисла може да е корисно да се носи карта со неговото име, кратко објаснување за дијагнозата и секако телефонски број на некое лице за контакт. Постојат вакви начини на информирање на луѓето околу него дека се работи за лице со аутизам. Може да е нешто што се лепи на возилото, може да се оние преврзаци што ги носат со сончогледи или слично. На таков начин би можело да се работи на безбедноста во заедницата како основна животна алатка. Меѓутоа, освен информациите кои што треба да бидат достапни за било кој човек кој ќе го сретне лицето во таква непријатна ситуација, треба и самото лице да се подготви, да се оспособи, да знае што треба да направи и од кого да побара помош. Корисно може да биде да носи со себе мобилен телефон или некаков друг уред кој што може да обезбеди лоцирање, како например паметен часовник или нешто сосема трето. Важно е подготовката и вежбањето, значи да се подготви лицето да го користи јавниот превоз или да оди пеш. Тоа значи дека некој од неговата група за поддршка, тоа исто така треба да се внесе во планот за транзиција, значи конкретно кој, каква улога ќе има и што ќе треба да прави. Некој помошник, фасилитаторот, родителот, било кој од групата за поддршка, да го направи патувањето колку што е можно повеќе пати заедно со лицето со аутизам, за да може тоа да се извежба, или пак да се користи видеомоделирање како многу корисна техника за визуелно учење вештини. Ова се однесува на видеоснимка од патот што треба да го помине, да речеме, ако се работи за тоа да стигне до некое одредено место, и тоа од перспектива како што би изгледало кога самиот би се движел по тој пат. Понатаму многу е корисно да се направат претходни средби со што е можно повеќе лица и да им се објасни ситуацијата. Значи кога лицето со аутизам би требало да се пресели или да поиде во нова средина, луѓето таму треба да се подготвени однапред и треба да бидат информирани за оваа личност и сето тоа што ќе одлучиме дека е критично да го знаат. Понатаму да се организира, да се подготви претходно. Ако се работи, например, за транзиции во училиштето, да се види дали е можно да има лицето или ученикот една тетрадка со сите различни предмети, а не по една, да нема 10 тетрадки за секој предмет, затоа што тоа навистина би било предизвик за поголемиот број од лица со аутизам кои што имаат проблеми со вештините за самоорганизација. Понатаму, добро е во тетрадката да има секции, оддели за различни работи, за различни предмети. Може да има дел за домашни задачи, дел за белешки од родителите, за белешки до родителите и други работи што се важни за училиште. На тетрадката исто така може да биде поставен и распоредот на часови, на корицата, за да може да биде видлив и лесно достапен, за да може да знае лицето, ученикот во овој конкретен случај, што треба, каде треба да се движи следно. И добро е да се персонализира или распоредот, да има, може да се означи по боја или на било каков друг начин кој што е соодветен за лицето со аутизам. Во однос на социјалните тешкоти, наставниците може да предложат можни пријатели, врсници кои што покажуваат желба да помогнат. Понатаму да направат посебна организација за часовите по физичко, например, доколку има потреба, може ученикот да се фокусира на индивидуални спортови или да биде ослободен од часот доколку е потребно. Корисно е да
не само вие како круг на поддршка или фасилитатор да ја посетите средината и да ги запознаете луѓето, туку и самото лице или ученикот со состојби од аутистичен спектар да имаат прилика да го видат местото, да ја видат околината, да ги запознаат луѓето. Особено ова е важно при неструктурирани надворешни области како што се дворот или игралиштето во училиштето. Корисно е да се направи мапа или распоред на новата средина и да се означи таму секоја важна локација. Например, тоалетот, училницата, канцеларијата, библиотеката и така натаму, и да се направи индивидуален профил. Тоа е оној профил кој што го спомнавме, проценката како прва алатка. За силните страни, карактеристиките на лицето, тешкотиите кои што ги има, значи сето тоа за кое што зборувавме на почетокот и да се сподели со сите важни лица, како например наставниците, координатори, менаџери, образовните асистенти и така натаму, сите луѓе кои што би требало да бидат информирани. Водот на комуникацијата за планот да биде најпрво пристапен за лицето со аутизам и да биде прифатен од лицето со аутизам и на крај да се спроведен или успешно, треба да се користи соодветен начин на комуникација заснован на специфичните индивидуални карактеристики на личноста. Треба да се избере преферираниот метод. Тоа може да биде некој вид на алтернативна и аугментативна комуникација, дали ќе биде ТИЧ методот, PECS, било каков вид на вербална или невербална комуникација, уреди за гласовен аутпут, видео, знаковен јазик, преносен распоред, нешто што детето може да го носи со себе постојано, визуелни информации, низа на активности од типот на прво потоа или подолги низи, картички за транзиција кои што исто така би можело да ги користи. Да се обидеме да бидеме што е можно појасни кога ги подготвуваме плановите, односно транзициите, во однос на тоа кога и што ќе се случува и да провериме дали сме обезбедиле јасен почеток, средина и крај, односно јасно соопштени почетна и завршна точка на начин што е предвидлив и конзистентен. Имаме двајца во чекалната, ќе ги пуштам сега. Одиме понатаму. Мотиваторите, многу важен момент. Мотиваторите ќе действуваат како алатка за успешна транзиција и се утврдени со одговарање на прашањата што сакам, што ќе ме интересира, која е мојата награда за тоа. Во овој дел ќе ги откриете нивните посебни интереси и предпочитани активности, кои за возраст ќе треба да ги преточите во корисни ресурси или рекреативни активности кои што се соодветни на возраста на ученикот. Тригери и анксиозност. Ова се однесува на работи кои што можат да го доведат процесот на транзиција во опасност. Ќе бидат утврдени со одговор на прашањата кои се оние работи кои не ми се допаѓаат, кои се оние работи што ме плашат. Например, тоа може да бидат било какви работи, например кучиња, мали деца, гласни звуци, спектакли и така натаму. Сето тоа е многу индивидуално, зависи од личноста, меѓутоа многу е важно да се дефинираат тие тригери и да се препознае анксиозноста како најголемиот придружен проблем во менталното здравје на лицата со состојби од аутистичен спектар. Карактеристиките на однесувањето на лицето и моменталната поддршка треба да се забележат, кое е моменталното однесување на лицето и како тоа се однесувало во минатото. Кои се потребите од поддршка на однесувањето или некои познати корисни стратегии кои што во моментот можеби се употребуваат и даваат резултат. За ова многу ќе бидат корисни сите вклучени во кругот на поддршка. Значи се ова елементи кои што заедно за време на состанокот ќе треба да се дефинираат и да се внесат во планот од страна на сите луѓе вклучени во планирањето и секако во координација на фасилитаторот или олеснувачот. Какво е влијанието на однесувањето на лицето врз семејството, значи нивниот фидбек исто така, преглед на срединските фактори кои може да придонесат за тешкоти во транзицијата, во смисла на тоа дека ако има премногу или премалку стимулација, може тоа да предизвика, да доведе до некои предизвикувачки однесувања.
во насока на справување со анксиозноста, значи ние можеме да превенираме и ќе предвидиме се што е неопходно за да се намалат таквите однесувања и да колку што е можно повеќе да превенираме, но мораме да смислиме и план Б, односно што ќе правиме кога такво однесување ќе се појави, затоа што реално не може се да се предвиди, нели? Па така може да биде корисно да го научиме лицето со аутизам да побара пауза кога се чувствува преоптеретено, да додадеме копче пауза на уредот за комуникација, да додадеме, да вклучиме, да го научиме на активности за релаксирање, некои активности кои што самото може да ги прави, како например длабоко дишење, прогресивна релаксација на мускулите, прошетка и други активности кои што може да се искористат за да се намали анксиозноста. Имаме некои ресурси подготвени на оваа тема што може да се најдат на веб страната на Македонското научно здружение за аутизам, од типот на алатки за справување со анксиозноста и предизвикувачкото однесување, посебно стресот. Понатаму сензорните проблеми не може да се пренагласат и да се истакнат доволно, затоа што и така ако влијаат, значи сите специфични сензорни проблеми треба да се забележат, да се обезбеди евентуално и тивка средина која што ќе биде достапна за лицето кога ќе се чувствува презаситено, ако се работи за аудитивна хиперсензитивност да се користат слушалки или чепчиња за уши, ако се работи за некои од другите модалитети, секако да се користат соодветни активности кои што ќе одговараат на соодветните предизвици со кои што се соочува лицето и сето тоа да се предвиди во планот за транзиција. Предходни предупредувања, проби и подготовки. Значи методи кои помагаат да се визуализира и подобро да се свати процесот, се и како неопходни и треба да бидат дел од предходната подготовка на лицето со аутизам. Освен визуализација, може да вклучиме при транзициите и вербални предупредувања, значи да речеме во планот за транзиција да вклучиме дека ќе биде корисно пред самата транзиција да се даде вербално предупредување во смисла на да му кажеме на детето или на ученикот уште 1 минута и одиме сега во салата за физичко, уште 5 коцки имаш да наместиш и веќе се пакуваме и така натаму. Аудитивно предупредување кое што не е вербално може да биде тајмер, часовник, може да пуштиме музика која што трае одредено време, например 2-3 минути и завршувањето на музиката да биде знак за транзиција. Визуално одбројување, може да користиме визуелна табла. Ако времето на транзицијата ни е флексибилно и не ни е одредено со минути, да речеме како во претходниве случаи, тогаш може да користиме фотографија, илустрација, како знак или напишан збор кој што детето може да ги земе со себе и да ги носи до локацијата. Тоа може да биде предмет кој што ја представува областа каде што детето ќе треба да оди или може да биде упатство како да стигне до таму. Може да биде понатаму и предмет кој што ќе има символичка вредност, односно ќе има функција да на некој начин го смири и го му направи на лицето да се чувствува по-комотно и посмирено кога ја прави транзицијата, посигурно, од типот на оние мечиња кои што ги носат со себе децата и со типичен развој во помалата возраст, кои што обезбедуваат некаква безбедност и некаква чувство на сигурност, нешто, било каков предмет кој што детето ќе го има со себе секој пат кога ја прави таа транзиција. Планот за транзиција треба да ги содржи следниве елементи, секако треба да бидат представени на начин кој што ќе биде најразбирлив и најпристапен за лицето со аутизам, во смисла на тоа каде треба тоа да биде, значи да одговори јасно на прашањата каде треба да бидам, кога и колку долго ќе трае активноста, што треба да направам, конкретно овде може да се вклучи анализа на задачите, да се поделат подолгите задачи во помали чекори, да се направат листи кои помагаат да се контролираат задачите, односно да се контролира нивното успешно и навремено завршување, како например визуелен распоред, потсетници, различни видови на белешки од типот на чек-листи и било какви други визуелни помагала кои што се користат за самоорганизација. Исто така и ресурси за ова можете да најдете во прирачникот за
поддршка на социјалните вештини и позитивно родителство во делот на вештини за организација, организацијски вештини или организацијска поддршка. Што ќе се случи следно е исто така елемент кој што е многу важен, да се разгледа секоја ставка на распоредот пред време и да се провери пред да започне транзицијата. Ако е можно да пробате да преминете од непреферирани кон преферирани активности, од преферирани кон неутрални и неутрални кон непреферирани активности. Каква поддршка ни е потребна? Прво и најважно, треба да имаме добро разбирање и позитивен став при поддршка на лицата со аутизам. Значи, не би сакала да звучам некако грубо, но навистина нема голема веројатност лицата кои што имаат негативен став и кои што гледаат само проблеми и тешкоти би биле добри фасилитатори за индивидуално насочено планирање. Значи, овде ни требаат креативни лица кои што пред се конструктивно гледаат на работите и имаат еден позитивен outlook на она што се случува. Може да ги препознаат ресурсите кои постојат и да ги искористат за како придобивка за лицето со аутизам. Треба да се запознаеме со лицето пред се, да се обидеме да ги разбереме неговите тешкоти во комуникацијата и останатите тешкоти, но пред се комуникацијата за да го најдеме начинот на кој што можеме да имаме да оствариме интеракција и комуникација. Таа не мора секогаш да биде вербална, меѓутоа мораме да имаме двонасочна комуникација. Ако припаѓате во кругот на поддршка на лица со аутизам, се подразбира и се препорачува дека треба да се запознаете и со другите членови на таа група. Тоа е колективен процес кој бара соработка и взаемна поддршка. Пред се треба да го разбереме лицето со аутизам, односно нашиот пријател со аутизам, да го запознаеме, што тој сака, што му предизвикува вознемиреност и слично, да го поддржиме кога ќе побара наша помош, кога ќе се чувствува вознемирено и кога треба да донесе информирана одлука. Меѓутоа, никако не се обидуваме да му ги наметнеме нашите верувања, туку едноставно даваме поддршка за да се слушне неговиот глас, она што лицето го сака да го постигне и кои се неговите цели и аспирации. Овој процес може да биде доста емотивен и за вас, па може би ќе треба и малку време да се опуштите, да се повлечете, да наполните енергијата. Затоа е важно да бидете запознаени со другите луѓе во вашата група, така што кога едниот од вас е недостапен, другите останатите ќе бидат тука да го поддржат. Луѓето со аутизам често сакаат и имаат потреба да бидат сами, и вие треба да го почитувате тоа. Исто така тие можат да бидат и презаситени, нели кажавме, и да им треба време да се релаксираат од сите сензорни стимулации во околината. Сето ова може би се чини, ги видовме значи сите алатки, тоа се пред се формулари, сето тоа може се чини како премногу администрација, дополнителна работа, нели премногу хартија. Меѓутоа, многу е важно да ги дефинираме целите, да дефинираме што сакаме да постигнеме, што е тоа што лицето го сака пред се и да ги дефинираме конкретните задачи кои што ќе не одведат постепено до оние посакувани исходи. И како што вели авторот на овој цитат од еден водич за транзиции наменети исто така за лица со аутизам, ако не знаеме каде одиме, најверојатно ќе завршиме некаде на друго место. Така што многу е важно да дефинираме што сакаме, каде одиме, кои се нашите цели, тоа да биде едно споделено разбирање помеѓу сите во кругот на поддршка и фасилитаторот и секако да се водиме по интересите на лицето со аутизам. Ви благодарам за вниманието. Ќе ја исклучам сега презентацијата и Андреја повели. Ви благодарам многу за интересното излагање, во кое што се запознаевме со некои од ИНП алатките. Сега би ги замолила сите учесници кои што имаат било какво прашање или коментар да се вклучат во дискусијата. Тоа можете да го направите сега во живо со вклучување на микрофонот или пак можете да го направите со потвување на прашањето во чет прозорчето.